Каменот е мил таму кај што си го оставил. Со овие зборови повратникот од Германија, Зафир Васев, кој најголем дел од својот работен век го поминал во фирмата НЕФ во германскиот град Бретен, за Канал Плюс телевизија ја опишува својата повторна посета на родната Бигла во Делчево, каде се наоѓа сиот негов имот со над 1000 различни видови насадници. Подобро не може да биде, родното место е увек добро. Што вика, камено ми е мил на местото кога го погледна, кога кренав за Германија, камено ми е мил сега. Преку 1000 насадници имаме, од различни сливи, нешто около 500, но другото е различни, бадеми, коштање, многу работи, од сите насади имаме, од сите насади имаме, значи, што постои. Во Швајцарија е така, а на својот имот Васев вели се чувствува подобро од Швајцарија. Тој е многу задоволен од поддршката што ја дава државата на овдешните земјоделци, само за да се заслужат субвенции, вели тој, мора чесно и да се работи. Многу добро, чак неверојатно, да има некој позади тебе да те помага, не? Како што е нашата држава, дава субвенции и сите тие работи, само треба поштено да се работи. За да се добие субвенции и сите тие работи. И тоа е многу добро субвенциите. Заедно со неговиот син Бошко Васев, кој е успешен во својата работа во Германија, сериозно размислуваат за изградба на сместувачки капацитет за оние туристи од странство кои сакаат да ја почувствуваат убавината на природата и се заинтересирани за селскиот туризам. Сакаме нешто да подигнеме още подобри работи. Тука зграда сакаме да подигнеме още повеќе, нешто като летни туризам да има. Така. И така, ако постигне рака се, не? Иначе доста е тука добро, сакаме само да продолжиме оваа зградата тука, да има едно 3-4 апартмана, да увек ни дојдат и гости од Германија, има си луѓе што сака чисто примитивно, што беше некој Рагожата, така да спие она, не на кревет, на душеци и на море. Неговиот пример е уште една потврда за оние кои планираат да му се вратат на животот на село и голем поттик за оние кои преку неодамна промовираниот проект од град во село за нов почеток се двоумат за донесување на одлука дали да се преселат на село без разлика дали порано направиле емиграција од село во град. На заинтересираните за проектот кој ќе започне од јануари 2017, а ќе заврши во јануари 2019 година, им се нудат исклучително поволен пакет мерки и бенефиции кои опфаќа субвенционирање при купување, доизградба или реновирање на куќа на село, овозможување бесплатно земјиште за работа и искористување на бројните мерки кои им стојат на располагање на земјоделците.